Над 1500 овци од Кумановскиот регион уништени поради сипаници. По првиот случај регистриран во земјава кон крајот на јануари, токму во Куманово, болеста продолжува да се шири. Се интервенираше во Младо Горичане, а деновиве и во Сопот. Нови жаришта за сега нема, но стручните лица апелираат на почитување на мерките. Стравуваат ширењето може да расте. Укажуваат болеста е сериозна закана за сточниот фонд. Особено погодени се јагнињата. Првите симптоми на болеста се висока треска, слабост и губење на апетит, отечени лимфни јазли кај животните, исцедок од носот, од устата, од очите, како отежното дисање, испод отежното. И на крајот, со една генерализирана форма, самото животно се движи кон сигурна смрт. Значи, смртноста е голема. Од искуство ви кажувам дека смртноста кај јагнината некаде достигнува 70 до 80%. Нови жаришта беа регистрирани во Македонска Каменица, Делчево и Свети Николско. Ветеринарите повикуваат на контрола на движењето на животните, задолжителен карантин од 21 ден за новонабавените, како и запазување на биосигурносните мерки. Постојат индикации дека некаде во некои делови низ Македонија ни се проширува болеста и преку овие професионални стрижачи на овци. Луѓето имаат повеќе овци, најмуваат стрижачи за овци. Нормално дека едно стадо 400-500 не може самиот сточар. Меѓутоа, ако таа опрема, ако таа дезинфекција, ако тие луѓе не ги почитуваат биосигурносни мерки, и тоа е начин на пренос. Меѓутоа, како стручњак, како ветеринар долгогодишен, со 37 години работно искуство, сепак најголем пренос на зараза по мене е контакт животно со живот. Значи, нелегалната трговија со овци. Доколку бројот на жариштата продолжи да расте, освен овие мерки препорачуваат да се воведе и регионална вакцинација. По појавата на болеста затворени за работа се добиточните пазари за овци и кози. На одгледувалиштата каде што е детектирана болеста, воведена е забрана во рок од 6 месеци за повторно населување на животните.